Еднаш мајка ми рече, ако се одлучиш да бидеш војник, ќе станеш генерал. Ако сакаш да бидеш свештеник, ќе станеш папа. Јас се одлучив да бидам уметник и завршив како Пикасо. Сонот на Пабло Пикасо го следи и Бедри Сарачини, професионален уметник од Скопје, кој животот го посветува на сликарското платно. Иако некои дела се импонирани, Сарачини вели дека секоја слика носи посебна приказна. Уметникот мора да се изрази, без разлика дали он е сега 15 годишен или 20-50 години. Он мора да работи. Не мора, него го лече тоа. Сарачини зад себе има творештво од преку 4.500 уметнички слики. Во моментов најмногу црта карикатури, бидејќи тоа го бараат купувачите. Љубопитните погледи додека твори на јавни места воопшто не му пречат, а енергијата ја црпи од луѓето околу него. Имам доста колеги кои се јако добри, јаки уметници. Јас сум со нив скоро често се преживам, чак што више ме терат, пошто има вака имаат позитивна енергија, имаат јако знаење големо и тоа мене уште повише ме влече нормално. Ми кажа и дека се бори за отварање на изложба во Холандија, а покрај сликањето тој обучува и академски сликари. Аматерите во балетската уметност пак црпат од искуствата на Емилија Џипунова. Џипунова е балерина која влегла во балетот со пионерската генерација во Македонија, а своето искуство денес го пренесува на оние кои допрва влегуваат во светот на уметноста. Ја имам разбирање со моите помлади колеги и колешки кои ме почитуваат и ме ценат и соработката со нив ми е така на доста завиден ниво. По завршувањето на кариерата како балерина, Џипунова продолжува во светот на балетската уметност како критичар, а незините впечатоци од секоја балетска представа допираат до јавноста преку незините книги и редовните написи во печатените весници. Може да се работи физички, не, туку и интелектуално. А имајќи во предвид дека балетската уметност, односно сценската уметност, е мощна ефемерен чин. Тој се случува и потоа веќе заминува во историјата и од таа причина настаните на сцената секогаш треба да бидат забележени од одредени лица кои ќе ги рецензираат, ќе пишуваат критики и као такви ќе остават потоа трага во историјата на балетската уметност или воопшто, кога велам сценската уметност во историја за драмата, за операта и така. И Џипунова и Сарачини велат дека работниот век трае се додека човек е исполнет, ни верува дека може нешто да придонесе во општеството.